Всушност ова не е награда на Дехран, ова е награда на цивил. Тоест не е на цивил, туку на тие храбри луѓе што решиле да проговорат, а го видоа цивил како можност каде што за тие некои табу теми кои што досега никој не зборил да проговорат. Тоа е пресен благодарност до тие што нашле место каде што ќе нема да бидеме ние звездите, туку ќе бидат тие звездите, морам да ги ставам на водници, затоа што зборат за тешки теми кои што досега никој не зборил за тоа. Ја имавме честа да имаме ексклузивно интервју со таткото, кој што прв пат у животот, барем јас колку што памтам во Македонија, некој да зборува за тоа дека неговото дете било одземено затоа што бил сиромав и питачел. Институциите се велат, ние не му го одземавме родителското право, затоа што вика не е заради сиромаштија, туку заради питачење. Па дајте му пари тој да не питачи, дајте му работа да не питачи, тој немаше да биде на улица и немаше детето да му биде одземено. Тоа е едно. Друго, зошто сега не му го вратат родителското право на тој родител? Зошто не му најдат работа на тој родител, туку се уште го држат во дом за бездомници и се уште тоа девојче не е вратено дома. Значи, они му го одзеле родителското право затоа што питачел тоа девојче, за да го однесат да заработува или па не знам да биде злоупотребено за сексуални услуги. Сега, ако веќе мораме да ставиме во некоја вага, дали е подобро да питачи или да биде злоупотребено за сексуални услуги, јас подобро ќе речам нека питачи, барем нема да биде злоупотребено за сексуални услуги. И сега тој што питачел, родител добил 3 години затворска казна, а тие што не му направиле, не му овозможиле да биде заштитено, креваат раменици и вика па избегало девојчето. Па токму затоа вие го земавте да не избега, да му дадете простор да биде дете, да порасне како дете, а не да биде сексуална робинка на нејзини 11 години. Неморална одговорност, туку некој да каже да ти ќе дадеш оставка пошто си крив, а не затоа што морално се осеќаш виновен. Се надевам дека виновниците на вистина ќе бидат зад решетки и ќе одговара некој.